Зголемен е бројот на хоспитализирани пациенти на детското оделение, информираа надлежните од Кумановската болница. Дневно се прегледуваат околу 80 деца, а не е мал бројот ниту на пациентите во дневната болница. Според лекарите, во 90% од случаите станува збор за респираторни инфекции. Во овој период имаме зголемен број на дечиња со респираторни симптоми, и тоа од горна респираторен и од долна респираторен тракт, значи чести се фарингити, дечиња со бронхообструкции и поголеми деца со бронхопневмонии и со потешка клиничка слика. Симптоми, значи најмногу родителите што ги вознемирува, покачена температура, отежнато дишење, болки во грло, одбива да внесе храна, течности, малаксаност и тоа е се. Значи 90% од патологијата на детско оделение се респираторните инфекции, потоа ентероколити и други. Се уште не е достигнат пикот, значи се уште немаме дечиња со грип, значи се уште се аденовирози, инфлуенца, стрептококите се уште активни, ама не е достигнат пикот на како што треба, како што очекуваме, да. Заштита од вируси, сега 100% заштита немаме. Да се воздржуваат, значи од собирање на помали деца, бебиња во колективи, во игротеки, значи во затворени простории, да се посвети внимание на здрава и уравнотежена исхрана кај децата, потоа суплементација со витамини, ама не е нормално да се суплементира, значи витамин Д, витамин С, рибино масло и тоа е. Здравата исхрана, треба да се стави акцент на здрава исхрана, доенчиња да се дојат, не веднаш на кравио млеко или на, што вика, од тетра пак овој, значи доење кај доенчиња, да не се пуштаат во колективи деца со се уште недоразвиен имунитет, значи 18 месеци, 24 месеци, зборам за градинките, и сега, пошто ние, значи, нели зборуваме прошетки, сега немаме многу чист воздух, така да си набават прочистувачи во просториите во кои што престојуваат децата, и прошетки, али кога загаденоста е на помало ниво. За екипираност, значи ни фали персонал, моментално сме 4 доктори, специјалисти педиатри на одел, еден специјализант и еден општ доктор, што е малку за целиот град и околината, пошто покриваме и околни општини, и ни фали значи ни фали среден персонал во болницата, али за сега се надеваме на ново вработување од месец јануари. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера вечер во 23 часот на локалниот пат кон село Речица, полициски службеници од мобилната единица за компензаторни мерки при одделот за гранични работи и миграции во Бирото за јавна безбедност лишиле од слобода 17 годишникот Виница. При преглед во возило Volkswagen Caddy, кое претходно го управувал малолетникот, а на кое биле поставени две различни кумановски регистарски таблички, биле пронајдени 9 лица мигранти од Непал. Мигрантите биле сместени во транзитен центар Табановце, а против малолетникот по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Бесплатниот јавен превоз во Куманово ќе продолжи и во првите 6 месеци од 2025 година, одлучи Советот на општината. Граѓаните ќе можат бесплатно да се возат на 26 линии на јавниот автобуски превоз, кој ќе го субвенционира локалната самоуправа, како што информираше градоначалникот Максим Димитриевски. Новитет оваа година е што на барање на превозниците, цената за изминат километар ќе биде зголемена за 10 денари. За субвенционирање на првите 6 месеци од 2025 година од буџетот на општина Куманово ќе бидат издвоени 37,5 милиони денари. Во однос на цената за оправданост на покачување на субвенцијата за јавниот градски превоз. Многу е актуелна темата, јавниот превоз, и не секоја општина има иста специфика во делот на решавање на јавниот превоз. Куманово, за среќа, има градски превоз, бидејќи најголем дел од градовите, тоест општините во државата, освен градот Скопје, Прилеп,
Битола на одредени линии и Куманово, кои што имаат градски превоз и имаат сообраќајници, низ кои што може да се одвива истиот. Ние имаме 26 линии вкупно, кои што се групирани, ако се сеќавате, во минатото таа работа извршуваше една компанија. Сега, значи, партнери на општината се поголем број на компании кои што ги имаат распоредено во тендерска постапка тие линии. Куманово е единствен град во државата кој што има комплетно бесплатен автобуски превоз и согласно сите наши согледувања, од 12 до 16 илјади превози на дневна основа на сите тие 26 линии. Според анализите и бројките кои што ние ги добиваме од нашите служби, а верувајте ми, секторот за инспекцијски надзор многу ревносно го контролира тоа. Во континуитет веќе 2 години поред од страна на договарачите на услугите или партнерите на општината добиваме континуирано барање за покачување на субвенцијата за минимум 20 денари по километар. Во моментов ние ги субвенционираме автобусите за да возат бесплатно во градот, општината им дава 40 денари по километар. А тие не наплаќаат карта на никој. И сега бараат 20 денари покачување по километар. Од друга страна, за да ви станат нештата појасни, само ќе ви кажам дека многу актуелна тема е градскиот превоз во Скопје. На последната седница превозниците, мислам во Скопје, коригирајте ме ако грешам, бараа 150, а Советот прифати да им даде 100 денари субвенција по километар, за да воопшто го одржуваат јавниот превоз приватниците во градот, бидејќи тие имаат свое јавно предпријатие ЈСП, кое што не може и нема капацитет да го обслужи целиот град. А ние и повторно со таа субвенција од 100 денари наплаќаат градска карта на граѓаните. А ние, бидејќи бараме општествена одговорност од нашите компании, бидејќи тие како компании настана од буџетот на општина Куманово и јас отворено побарав од нив, дојдено е време во економска криза, вие како компании да покажете општествена одговорност и да им врачите на граѓаните, и го прифатија тоа и ревносно го одржуваат. Со ситни мали проблеми на одредени линии, каде што се случува одреден возач да не сака да прими поголем број на патници, ќе е преполнет автобусот или пак некогаш да своја иницијатива да ја скрати линијата, но од друга страна диспечерскиот центар, кој што го формираа самите превозници, работи и како квалитетно и ги решаваме заедно со секторот за комунални проблеми овие индивидуални случаи кои што ќе се решат. Меѓународната фондација за изборни системи денеска во ресторан Грација организираше тркалезна маса на тема промовирање на социјална инклузија за време на избори на онлайн медиумите. Настанот е со цел да поттикне конструктивен диалог за зголемена социјална инклузија во онлайн медиумите, односно интернет порталите за време на изборната кампања. Тимот експерти ги презентираа клучните наоди од последните парламентарни избори и беа споделени предлози за политики за да се поттикнат позитивни промени. На тркалезната маса учествуваа представници од институциите, граѓанските организации и други релевантни засегнати страни кои дискутираа за стратегиите за подобрено медиумско покривање за време на изборниот период. Оваа конференција се организира во рамките на проектот Пари, медиуми и избори во Северна Македонија, поддржан од Канцеларијата за надворешни работи, Комонвелт и развој на владата на Обединетото кралство. Истражувањето покажа дека врз основа на она што го направивме, ние методолошки практично ги анализиравме примерок на онлайн медиуми, офатени претходно со мониторинг кој што го спроведе фондацијата Метаморфозис. Селектиравме примерок, релевантен примерок на написи од интернет порталите, листа на интернет портали кои што се и на листата на Државната изборна комисија за платено политичко рекламирање
информирање во тие интернет портали ги земавме текстовите кои што се некако поврзани со прашања за маргинализираните групи, нивна релевантност, значи релевантни написи во однос на ова прашање и направивме квалитативна длабинска анализа на содржина, како и полуструктурирани длабински интервју со експерти во областа, професори, правници, медиумски професионалци со кои што зборувавме околу овие прашања. Она што го покажаа наудите од двата методи на прибирање информација е дека постои маргинализираните групи во општеството, за жал, се многу малку представени во медиумското известување за време на изборната кампања или пак тие се представени низ една виктимизирачка рамка. Се појавува рамка на заштита, значи како во политичката реторика, како тие да бидат заштитени, како некој што му треба помош, меѓутоа самите не доаѓаат до израз како активни чинители, како некој кој што може да ги изнесе своите размислувања на различни теми, па така и на теми поврзани со потребите кои што тие ги имаат како ранливи и маргинализирани групи во општеството. Понатаму истражувањето покажа дека тие на нив им се дава некако активна улога само доколку тие покажуваат во своите изјави ќе покажат определба да прифатат нечија изборна програма, изборна платформа и тогаш некако им се посветува повеќе внимание. Значи генерално нивно представување низ позиција на нивната ранливост, не им се дава активен глас да бидат представени во медиумското информирање, исклучени се важни прашања од јавен интерес кои што се поврзани со ранливите групи, понатаму политичките изјави кои што се пренесуваат во интернет порталите во случајот не се критички анализирани, нема критичка проценка на таквите изјави. Значи ние анализиравме како и во известувањето на онлайн медиумите е пренесена таа политичка реторика и политички наративи. Иницијативата имаше за цел да истражи неколку работи. По мене најбитната работа е финансирањето на интернет порталите во време на кампања, на изборна кампања, која што се одвива со државни пари, меѓутоа регулатива и контрола над трошењето на тие државни пари има простор за уште сигнификантно или забележително унапредување. Иницијативата се темели на едно многу опсежно истражување кое што беше спроведено за време на парламентарни избори на 30 интернет портали и 2 генератори на вести, од кои што се пратеа начинот на како се известува, текот на парите, како се трошени парите, начинот на известување и прикажување на родовите улоги и на социјална инклузија, во која што подразбираме лица со попреченост, ранливи категории и етнички димензии. Сите наоди кои што ги имаме се преточени во анализи кои што се јавни, беа презентирани на конференција и се презентираат на вакви настани. Тука во Куманово сметаме дека е битно да се презентираат, бидејќи не сакаме да бидеме само во Скопје, туку сакаме да го слушнеме гласот и на институциите, организациите и представниците од локалната власт. Тоа би можела да кажам, ке следи уште една презентација поврзана со конкретно парите и финансирање на политичките партии, вклучувајќи го тука и изборни кампањи. Тоа ќе биде во јануари и конечната конференција во февруари. Се надеваме дека овие наши препораки ќе бидат слушнати од донесувачите на одлуките и дека ќе имаме унапредување на законска регулатива и постоечката практика. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово утрово лишиле од слобода 30 годишен кумановец кој бил баран по потерница за издржување казна затвор од 3 години за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори. Приведениот бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Идризово за издржување на казната. Представата за деца Дедо Мраз во весела шума во режија на Кети Дончевска Илиќ премиерно ќе биде изведена утре вечер со почеток во 18 часот во малата сала на Центарот за култура. Билетите за премиерата и репризите на 20 декември сте распродадени. Секогаш е празник кога се работи детска представа во
Театар Куманово, бидејќи децата се наша најверна и најискрена публика и секогаш се трудиме да направиме нешто за нив, сметајќи дека на нашиот град пред се му е неопходен детски театар и е неопходно децата да се едуцираат и да одат во театар. Затоа и потикнати од таа идеја, генерално ансамблот на Театар Куманово секоја година создава 1 до 2 детски представи. Оваа година се одлучивме да создадеме новогодишна представа во која што не само што ќе ги израдуваме младите и ќе им ја потенцираме вербата во Дедо Мраз и во доброто, туку и ќе се потрудиме да ја донесеме новогодишната магија во нашиот град, и да ги научиме на нешто, на основните вредности кои што нели секое дете треба да ги знае, но и секој возрастен треба да се потсети на нив. Представата е интересна, забавна и ги опфаќа оние најважни работи за празниците, а тоа е љубов, почит, пријателство и другарување, а пред се учи да тоа дека не треба да се лажеме и дека не треба да се играме на еден начин едни со други. Јас го толкувам ликот на лисицата, итрата лисица, која што всушност не е баш толку многу итра на крај, но некако преку мојот лик се пренесува пораката која што треба да дојде до децата. Се надевам дека најмалите кумановчиња ќе уживаат во представата и дека Театар Куманово ќе продолжи, ќе се труди и ќе создава представи кои што ќе бидат тука за најмладите и ќе стојат подолго на нашиот репертоар. Здравје во новиот театар. Денеска во оваа представа сум во улога на зајчето, едно весело зајче кое што пробува да направи по некоја интрига, да направи по некоја смешка, кое што носи една ведрина низ целата представа. Заедно со моите колеги Владанка, Нина, Марко, Кети во режија направивме, мислам дека една представа која што навистина децата, кумановската публика ќе ужива и дека ќе биде навистина весела и ќе го дочекаат овде кај нас Дедо Мраз. Оваа година го играм Дедо Мраз во представата Дедо Мраз во Веселата шума, како што гледате веќе пола наслов е мој. Секогаш е задоволство кога се прават представи за деца, посебно тука во мојот матичен Театар Куманово, мислам во новиот простор на мојот матичен Театар Куманово, затоа што сме преместени во Центарот за култура. Сите представи до сега закажани, мислам дека веќе и ни се распродадени, тоа само покажува на големата заинтересираност од страна на публиката. Мислам дека ќе се бара и представа повеќе, доколку можеме ќе го удоволиме тоа на кумановската публика. И се надевам дека сите што ќе дојдат ќе уживаат во представата која ми ја подготвивме, сите заедно, колективно. Задоволство е да се работи, особено затоа што кумановската публика секогаш жедно не очекува. Значи тоа можам со сигурност да го тврдам, сум го почувствувала низ годините и навистина за кумановчани, особено за малите кумановци е посебно задоволство да се подготвува представа за деца. Јас во оваа представа, Дедо Мраз во волшебната шума, во Веселата шума, се извинувам, која што е во драматизација на Зоран Зафировски, ја имав улогата на режисер, иако сум актерка во Кумановскиот театар. Секако, ние како колеги одлично соработуваме во секој момент, во секој поглед и на крај само можам да споделам едно огромно задоволство, еден процес во кој што ние уживавме, а верувам дека и публиката ќе ужива. Ова е последна театарска представа Театар Куманово, имаме успешна година. Ова е театарска представа која правиме со сопствени средства, исто така тука ќе споменеме и детската представа Волшебникот од Оз, која направивме исто така со наши сопствени средства. Така да за театарската дејност со премиерата која ќе имаме утре, ова е завршна манифестација, детската новогодишна представа. Ова е прилагодена сала во која работиме и се надеваме дека кога ќе се создадат условите, крајот на 2026 година, како што е предвидено, да заврши реконструкција на театарот, за да може таму да се врати театарот и да се прават представите.